Предвремените парламентарни избори како главно барање на опозицијскиот политички блок во Македонија е оправдано, бидејќи државата запаѓа во политичка криза откако поддршка за уставните измени не даде потребното двотретинско мнозинство. Дел од аналитичарите со став дека изборите требаше да бидат многу порано, за граѓаните да кажат дали треба да се отвара уставот за бугарите или пак не. Изборите требаше да бидат свикани вечерта после вториот круг на изборите, на локалните избори. Беше јасно дека власта го изгуби својот мандат за владење, беше јасно дека веќе нема што да понуди власта. Потребна е влада со обновен мандат од граѓаните. Нека гласаат тие, па ќе видиме како ќе се движат работите. Меѓу другото, потребни се избори за волку крупно прашање, како што е прашањето околу уставните измени, да се разреши. Ако власта оди со кампања дека ова е недоброто решение, ми освои 81 пратеник, никој нема да ги спори уставните измени. Но ако власта претрпи пораз, онаков како што го предвидуваат анкетите, тогаш јасно е дека забелешките на јавност и на опозицијата биле на место. Вакуумот во кој во моментов се наоѓа Македонија според Боцевски може да се реши само со предвремени парламентарни избори. Потенцира дека сите ставови со кои владеачкото мнозинство се служи се неиздржани. Секој нареден ден за власта е губење значително на гласови. Начинот на кој што тие го оправдуваат ова, наводно дека некој е против Европската унија и така натаму, не држи, затоа што многу е јасно дека во Република Македонија не постои ниту една политичка сила која што ја спори европската интеграција на Македонија и мора да се оди на час поскоро на предвремени избори. Сигурен сум дека после изборите нема да дојдат ангели небесни на власт, меѓутоа барем ќе заврши овој кошмар кој што почна со објавувањето на првата бомба од Зоран Заев. Од друга страна, најголемиот дел од аналитичарите сметаа дека претседателските треба да се случат заедно со парламентарните избори за да се скрати двојниот трошок од државната каса.